Македонија. Ова е не каков таков, туку горд македонски народ. И не џиркај од зад завеси Груевски, туку симни се доле да си го видиш народот и татковината. Протестиравме, не уценува ни претеа. Протестиравме, до дома не следеа. Протестиравме, не газеа, не тепа. Нема да може повеќе. Не донесе на питачки став. Не само јас и цела Македонија не прелажа со субвенции, а денар не ни дадоја, маката не ни ја платија, ги заштитија само своите. Се закануваја, ме притиска и ме оценуваја. Да замолчам. Џабе му е, еве пак сум тука. 4 години во Македонија се владее со лаги и манипулации. Вечерва сме тука да ја победиме лагата, да ја соопштиме вистината, да ја искажеме нашата подготвеност, да се соочиме со реалноста, зашто само така можеме да ја направиме подобра. А уште од сега најавуваме, без разлика на исходот од самитот на НАТО, без разлика дали преговорите со Грција ќе завршат успешно или не, наша цел е во ноември собранието да се распушти и да излеземе пред граѓаните. Тие, граѓаните, нека одлучат за каква Македонија се. За онаа на власта или за оваа на народот. За онаа привилегираната или за оваа Македонија на обесправените. За Македонија што пропаѓа или за Македонија што напредува. За Македонија што слави порази или за Македонија што победува. Ние сите заедно вечерва се изјаснивме. Ние сме за победничка Македонија. Да живее Македонија! За победничка Македонија. Ова е Македонија. Ова е не каков таков, туку горд македонски народ. И не џиркај од зад завеси Груевски, туку симни се доле да си го видиш народот и татковината. На нас ли мислеше кога пишуваше писма и повикуваше на конечна пресметка до истребување? Не бива таа работа, батали таа работа, многу не има, многу. Се вклучивме во фронтот против лажните патриоти и лажните европејци, кои со својата неразумна политика не избриша од агендата на ЕУ и НАТО. Лажните патриоти градат лажна историја, а си ги полнат джебовите со вистински пари. За да ја реализира морничавата визија Скопје 2014, владата на ДПМН ги гази уставот и законите. Ја фалсификува македонската историја, го разнебитува македонскиот национален идентитет и ја упропастува иднина на сите своји граѓани, залудно трошејќи стотици милиони евра народни пари. Од вечерва натаму нема повеќе поделби, нема страф. Одиме заедно да ја победиме сиромаштијата, владиниот криминал и корупцијата. И затоа го создадовме опозициониот фронт. Не, господине Груевски, не се работи за татковината, дефинитивно се работи за пари.
Овој режим на ВМРО-ДПМН представува една голема, една огромна перална за пари. Сакам јасно пред овој народ и во име на овој народ да порачам за овој криминал, за овој грабеж, за ова предавство под маската на лажен патриотизам ќе одговарате. Правдата ќе ве стигне, ви гарантирам. Јас сакам да ја видам мојата земја како чекори напред, како станува посилна, како напредува, како станува побезбедна. Наша цел е успешна Македонија. Наша цел е победничка Македонија. За победничка Македонија. Македонија. Ова е не каков таков, туку горд македонски народ. И не џиркај од зад завеси Груевски, туку симни се доле да си го видиш народот и татковината. Секој ден гледам како владата на Груевски си поигрува со самохраните мајки, со социјалните случаи, со болните, со безпомошните, со студентите, со бранителите, а ги штити интересите на своите партиски послушници и партиски војници. Претера! Фондот нема пари. Вие тоа добро го знаете. Кога ве шетаат од аптека до аптека, кога ви доцнат парите за породилно боледување со месеци, кога нема лекови, кога гледате дека во болниците нема никакви хигиенски услови, верувајте дека штом го уништија најкревкото, здравството, тие се способни да ни уништат државата. Во овие 4 години вкупните буџетски средства што ги потроши оваа влада се за 4 милиарди евра повеќе од 4 буџети заедно во периодот од 2002 до 2006. Каде завршија парите? Каде отидоа 4 милиарди евра? Која благодет како земја од тоа почувствувавме? Приказната за ветениот економски препород заврши. На најбитното прашање преродбата крахираше. Дефинитивно пропадна. Режимот на Груевски ја заглави државата во жив песок. Нема придвижување ни напред, ни назад. Само тонеме секој ден, се подлабоко и подлабоко. Тоа не е наша судбина. Работите и може и мора да се променат на подобро. Народот си ја бара државата назад. Македонија заслужува да има подобра иднина. Да живее Македонија! За победничка Македонија.